гостите на Биби! Леле, каков гостин! Ова е приказна за малиот диносаурус Даро. Го знаете, нели? Не. Ова не е приказната за непослушното јајце, па таа веќе ви ја раскажав. Не, ова се случуваше подоцна. Еден ден, кога Даро дојде на гости кај Биби. Неговите родители мораа да одат на големиот собир на диносауруси, па Биби и Боби се согласија да го чуваат Даро. Но, кој можеше да претпостави што ќе се случи? Еве, ова е мојата соба. Тука се сите мои книги, сите мои играчки. Ама полека, Даро, полека! Ма креветот не е за скокање. Зази, што ви стана? Овој малиов пак прави глупости. Остави ме, јас да му кажам. Стоп! Стоп! Да се престане со скокање веднаш. Опа. Не. Скок, смок. Не, скок, смок, туку. Стоп! Запри сега. Боби, може би е подобро да излеземе надвор. Што мислиш? Добра идеја. Јипи-рипи. Не. Добра идеја. Не. Ова е забавно. Даро, застани малку. Леле, Даро, те молам. Па треба да си играме убаво сите заедно. Не, па тоа е досадно. Не. Стој! Не, зашто? Зошто што? Не, зашто да стојам? Дека јас сум полицаец. Не. Полицаец? Да. Полицаецот Боби. Тој не дозволува да се трча низ дворот со голема брзина. Не. Не ми е гајле за полицајци си. Одам. Чао. Не. Леле, колку страшно! Диносаурусот Даро беше многу непослушен. Дури и повеќе од првиот пат кога се запозна со Биби и Боби. Да. Па тој не слушаше ништо. Само истрча надвор на улицата, а потоа се изгуби меѓу дрвијата на волшебната шума. Биби и Боби трчаа по него, викаа, го довикуваа, ѕиркаа секаде, но Даро и Зази никаде ги немаше. И сега што ќе им кажат на родителите диносауруси кога ќе дојдат по Даро? Даро, каде си? Зази! Излези или ќе ти дојде полицаецот? Диносаурусче мило! Даро! Лале! Уф! Те молам, дојди! Не, излегуваме. Зази. Не излегуваме. Тука, ќе си седиме тука. Боби, што да правиме? Мора да ги најдеме Даро и Зази пред да се вратат диносаурусите. А искрено се плашам и дека може да им се случи нешто. Не. Не. Пушти ме. Не сакам. Не. Леле! Колкава џумка му порасна на Даро. А и го болеше. Леле. А и на Зази му се вртеше во главата. Да. И двајцата беа повредени. А Биби и Боби не знаеа што да прават. За среќа,
Во близина се најде самовилата Луна, која брзо одлета да го викне доктор Штрчко Штрковски. Биби, Боби, летав најбрзо што можев. Го најдов Штркот. Еве го, доаѓа. Браво, Луна, браво, ти благодарам многу. Јипи-рипи за Луна! Ајде да видиме во што е проблемот. Каде се пациентите? Еве ги, чичко доктор Штрк, еве ги. Многу непослушни пациенти. Многу да ти кажам право. Не, боли. Не допирај ме, боли. Не грижете се, ништо страшно. Веднаш ќе им ставам лековити билки, ќе ги преврзам и готова работа. Јеј! Многу ти благодарам, Штрко, многу. Јипи-рипи! Дали сте слушнале за онаа поговорка која вели дека се е добро кога добро ќе се заврши? Епа, за среќа, оваа приказна заврши средно добра, односно џумката на Даро ја снема за неколку дена, а на Зази веднаш му стана подобро. Но родителите на Даро не беа баш среќни кога разбраа колку бил непослушен. Потоа, уште долго време не го пуштаа да оди на гости кај Биби, а кога го пуштија следниот пат, таа приказна ќе ви ја раскажам некој друг ден. Може? Да, јас на вистина се изморив од сето она трчање и викање и довикување. Довидување, другарчиња. Се гледаме наскоро со нова сказна. Јеј! Чао! A E za avion, B E za sladok bonbon, V Vezden vika veselo, G E za golem gong, D kako dobar den, G saka gevrek vo krug, E kako malo žence, Ž E za žeški od žar, Z E za zborovi, C kako cvečarki, I koga slavam imenden, J zrelo jabolče, K kako kokiće, L kako livada, J E za ljubov golema, Ma Makedonija, N kako nozete, Nj kako silen konj, O E za mojte oči dve, P pak za
Биби и Боби ги учат најмалите. Буквата Л. Здраво, другарчиња! Денеска ќе учиме буквата Л, Ова се големата и малата буква Л. а се пишуваат вака. На ист начин се пишува и малата буква Л, само има една разлика. Помала е. Да, логично. Л, лесно. Л, лайк. Леле, Боби, тоа не е македонски збор. Ле. Ова е македонски збор. А има и две Л. Хе-хеу. Сега, откако знаеме како се пишуваат големата и малата буква Л, ќе ја играме нашата игра. На буква. Погодуваме предмети, појави, животни, растенија и имиња на буквата Л. Л, луна. Тоа е името што го знам. Ла. Па тоа име го знае секое животно во нашата шума. Но јас ќе ти кажам други работи, како например повеќе растенија на буквата Л. Слушај внимателно. Лубеница, лимон, лук, или од цвеќињата лале, или едно растение од кое мириса ливадата покрај волшебната шума, лаванда. Хе-хеу. Добро, Биби, знаеме дека знаеш се. Остави малку и за мене. Оставам, Боби, оставам. Еве, например, дали ти знаеш колку многу животни има на буквата Л? Да, бргу да ги кажам сите пред да ме претркаш. Значи, лав... Чекај, има уште. Леопард, лисица, лилјак и ластовица. Лале, Боби, браво! Јас ќе ти кажам сега уште две помалку познати животни. Лама, таа живее во Јужна Америка, и лемур. Тоа е еден вид мајмун со меко крзно кој живее на островот Мадагаскар. Интересно, да, навистина, но што друго знаеме на буквата Л? Ги заборавивме лешниците. Лешниците што ги собира Нашата пријателка верверичката. А заборавивме да јадеме и локум. локум! Леле, колку сакам локум, и тоа крушевски. Највкусниот локум на светот. Јеперипи, така е. А сега да играме играта Препознаја буквата. Може? Да, ајде да видиме каде во зборовите што ги означуваат овие нешта ја има буквата Л на почетокот на зборот, каде во средината од зборот, каде на почетокот и во средината и каде на крајот од зборот. Јас ќе погодувам прва. На почетокот од зборот, буквата Л ја има во леп, лист, лебед и лажица. На средината од зборот ја има во горила и скакулец. А во зборот огледало ја има дури 2 пати. А знаеш каде ја има на почетокот и на средината? Во лулашка и луле. Биби, да. А на крајот во автомобил, орел и шал. Ето, другарчиња, ова е се од нас за денес. Гледајте на повторна во следното видео Биби и Боби ги учат најмалите, во кое ќе учиме буквата Л. Л како бляк. Леле, Боби. Л како љубов. Довидување, другарчиња! Светот на Биби! Рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино за деца и родители. Шарено чоколадо. Здраво деца и здраво родители. Повторно сме во нашата шарена кујна, а денеска ќе правиме рецепт по избор на Боби. Јипирипи, мојот рецепт. Хео! И што имаме тука, Боби? Имаме секакви состојки, многу состојки за да направиме шарено чоколадо. Вау, шарено! Најшарено на целиот свет. Хај,
Многу сум нестрплив, ми се јаде чоколадце. Може да почнеме? Еве, почнуваме сега, да. Многу сум љубопитна како се прави ова чоколада. Ням. Прво, ќе земеме еден голем плех и во него ќе ставиме хартија за печење. И Бобите, молам, вклучи арирната на 50 степени. Сега, еве го 50 степенчиња. Ти благодарам. Во плехот ги ставаме чоколадите. Имаме 4 темни чоколади, 2 млечни и 2 бели. Колку интересно. Ням. А сега? Сега го ставаме плехот во рерната и оставаме чоколадите да се стопат едно 10 минути. Охо, еве јас ке мерам време на мојот часовник, на мојот нов часовник. А сега? А сега земаме едно стапче, вилушка или шпатула и... Да. Чекај сега да видиш. Значи, сите овие други состојки треба да ги распоредиме врз чоколадото додека е топло. Ајде, брго, биби, земи. Да, полека, има за сите. Полека. Леле, значи никогаш не сум видела ваква чоколада досега. Браво, Боби! Браво за овој рецепт! Ти се допаѓа? Мислам, ти се допаѓа на вистина? Зашто јас мислев дека ти не сакаш чоколадо? Кој не сака чоколада? Само не треба да се јаде многу често, бидејќи не е здраво ниту за стомакот, ниту за зъбите. Добро, благодарам, не сакам да знам. Ајде сега да почекаме чоколадото да се стврдне, може, деца? О, па кога мора. Сега да го скршиме чоколадото и да го пробаме, сакате? Ајде. Полека, Боби. Полека, Боби, има уште многу чоколада. Ама е вкусно. Браво, Боби. Боби, значи, ти... Мислам, браво, Боби и тетка Ана. А Биби? И Биби, браво, деца. Тоа беше нашето шарено чоколада, а ние се гледаме повторно во рецептите на мама Ана, Биби, Боби и тато Тино. За деца и родители. Довидување, другарчиња и родители! Довидување. Полека, Боби, полека. 4 темни чоколади, 2 млечни чоколади, 2 бели чоколади, солени переци, лешници, бадеми, сува брусница, шарени бомбончиња. За овој рецепт можете да користите помалку или повеќе состојки. Може да ги замените со други, еве, например, мали бисквити со путер, суво грозје и се друго што ќе посакате. Добар апетит! Заборавивме да ви кажеме уште нешто. Скршените парчиња чоколадо можете да ги спакувате во целофан, да ги врзете со панделка и да ги подарите некому. Еве, погледнете! А дали можам јас да си подарам едно, мене? Мислам, од Боби за Боби, може? Па секако дека може. Здрава како дрен. Ова ќе си јадам секој ден. Зато